Димитар Ковачевски упорно бега од предлогот на опозицијата за споени избори. Премиерот не кажува конкретно ниту дали изборите ќе бидат во април или во мај, ниту дали ќе бидат споени или одвоени. И денеска го повтори истото што јавноста веќе го знае. Изборите ќе биле во редовен термин, за датум не се врзува. Мислам дека претседателот на ВМРО ДПМН прави замена на тези, бидејќи тој зборуваше дека ќе има предвремени избори, а јас зборував дека ќе има редовни избори. И на крајот ќе имаме редовни избори. Тоа значи дека она што јас сум го зборувал останало како така од првиот ден кога разговаравме за изборите, бидејќи ВМРО ДПМН 2 години зборуваше на секои 3 месеци дека само што не се случиле предвремени избори кои што де факто и де јуре не се случија. Во однос на самиот датум, тој ќе мора да биде договорен со сите политички партии во собранието. Ставот на ВМРО ДПМН од поодамна е јасен. Не треба да се дозволи граѓаните од свој джеб да плаќаат 2 пати за изборни циклуси кога може да се спојат. Земе бел лист хартија и нека напише било кој датум сака помеѓу двата најголеми верски празници идната пролет и да одржиме парламентарни и претседателски избори на еден трошок. Ако постои волја, партиските лидери може да се договорат парламентарните избори да бидат во ист ден со вториот круг на претседателските. Законот дозволува со термините за претседателски и парламентарни да се маневрира 60, односно 90 дена, а ќе се заштедат барем 6 милиони евра. Вака ќе се гарантира и поголема излезност, бидејќи ако треба граѓаните да излезат 2 пати на гласање во краток период, излезноста може да биде доведена во прашање. Во отсуство на конкретни одговори дали за власта е прифатлива оваа солуција, Османи вчера даде свој предлог. ВМРО ДПМН е да гласаат за уставните измени и да си одберат датум за избори.